Иако на претходната пресконференција на специјалното јавно обвинителство беше објавено дека ќе биде објавен списокот со имињата на експерти кои што специјалното јавно обвинителство ги има ангажирано за своите потреби, во денешното соопштение кое што специјалното јавно обвинителство го достави во јавноста, сепак тоа не се случи. Во јавноста се познати засега 3 имиња на експерти кои што се ангажирани за работа во специјалното јавно обвинителство: професорот Светомир Шкарич од правниот факултет, потоа адвокатот Александар Тортевски, како и професорот од архитектонскиот факултет Мирослав Грачев. Меѓутоа, за ова се уште се чека потврда од специјалното јавно обвинителство во однос на тоа прашање. Во денешното соопштение кое што беше доставено, значи во јавноста единствено беше наведено дека листата со имињата ќе биде доставена во следниот 6-месечен извештај за работата на специјалното јавно обвинителство, а тоа треба да се случи до 15 септември оваа година. Инаку во соопштението кое што специјалното јавно обвинителство го достави, денеска беше наведено дека се примени сите одлуки во однос на поништувањето на аболицијата на претседателот Ѓурѓи Иванов и дека тие понатаму продолжуваат со работа во однос на предметите кои што се во тек. Во однос на тие предмети засега има информација дека се бара притвор за 2 лица, додека за уште неколку други лица се бара други превентивни мерки, како одземање на патни исправи, мерки за предпазливост, значи што се однесуваат така да во однос на неколку предмети кои што ги наведе специјалното јавно обвинителство во своето соопштение. Во однос на предметот Титаник, значи продолжува истражната постапка за сите лица. Во однос на предметот тортура поднесени се предлози за определување на мерка на предпазливост за 6 лица. Во однос на предметот тврдина има поднесен предлог за определување на мерка притвор, значи за 1 лице, како и мерка за предпазливост за 4 лица. Во однос на предметот транспортер од специјалното јавно обвинителство известува дека е донесена наредба за спроведување на истражна постапка во однос на 1 лице, како и поднесен предлог за определување на мерка предпазливост, и тоа за истото лице кое што е опфатено во овој предмет. Од специјалното јавно обвинителство исто така наведуваат и за предметот познат како ТНТ, и тоа дека се спроведува истражна постапка за 3 лица, како и определување на мерка за предпазливост против истите 3 лица. Во соопштението на специјалното јавно обвинителство исто така е наведено дека до апелациониот суд од Скопје е доставен писмен предлог за да се укине решението на Основниот суд Скопје 1 и кривичната постапка во предметот позната во јавноста, како пуч да продолжи понатаму. Значи, Билјана, да сумираме доколку се слушаме од она што беше објавено во соопштението на специјалното јавно обвинителство, освен дека продолжуваат истрагите за предметите, како и мерките кои што се побарани, кои што претходно ги спомнав, како и тоа дека се добиене одлуките од кабинетот на претседателот Ѓурѓи Иванов во однос на аболицијата. Денеска немаше информација околу тоа кои експерти се ангажирани од ова на специјалното јавно обвинителство. Единствено се наведува дека во следниот 6-месечен извештај за работата на специјалното јавно обвинителство ќе биде составен дел и листата за имињата на овие професори.